Не сум изненадан, господин Ставровски, од тоа дека го одбивате амандманот. Меѓутоа, кога набројувате определени проекти, кажувате 7-8. Едно училиште изградено. Имавме претходен амандман, конкретно за граѓаните на општина Бутел. Повторувам, преку 40.000 луѓе живеат во општина Бутел, немаме поликлиника. Немаме булевар со кој што се поврзува општина Бутел со централното градско подрачје. Да патувате од Бутел до центарот на Скопје по улица Цветан Димов, преку Јаја Паша и Битпазар е уметност. Луѓето патуваат 40 до 50 минути совладувајќи 5 километри. Значи, мора, зборуваме за каква инфраструктура разговараме. Кога разговарате за фекалната и атмосферската канализација реализирана во општина Бутел, треба да кажете дека е парцијално реализирана и не е доградена и не е доизградена. Навистина би сакал да ви верувам во она што го зборувате за некаква студиозност во приодите кој што ги има владата во решавање на ситните животните проблеми на граѓаните. Споменувате учество на општината или конкурирање на општината за средства. Да не обвинувате дека постојано зборуваме за Скопје 2014 како проект. Бидејќи има често носно зборувате за Скопје 2014. Првичната реализација предвидува 340.000 евра на овој амандман, 20 милиони денари. Ова ви е проектот Македонско село. Ова ви е проектот Македонско село. Вие како министар за финансии сте ги одобрили и поддржали овие средства во износ од 6,7 милиони евра и од кога е изградено, значи веќе втора година, ова стои празно. Какви проблеми реши ова на граѓаните во Македонија, на граѓаните во Скопје или на граѓаните во Нерези? И стои празно, не можете да најдете човек кој што ќе го земе под кирија за да го стопанисува. Барем да стопанисуваше, ке придонесеше преку даноци, преку реализација, барем ке свртевме некоја пара во држава и ке можевме тогаш да разговараме и за реализација на други проекти. Имате 6,7 милиони евра во така нареченото Македонско село горе на Водно во Нерези, кои што ви зејаат празни. Не можете да најдете кираџија за 1 евро по метар квадратен. Потрошивме 7 милиони евра. Ке реализиравме по таа обична математичка аналогија повеќе од 20 вакви проекти, какви што се предложени со овој амандман. Затоа, дајте да ставиме ред на приоритетите во оваа држава. Дали е приоритетот шминката и представувањето на важната реалност на граѓаните, дека имаме загрижена влада која што се грижи за решавање на нивните проблеми, или се приоритет реалните животни проблеми на луѓето. Во општина Бутел немаме колекторски систем, немаме, освен едно, сега изградено училиште после 60, од 63-та беше предходното, во него јас учев. И јас кога завршив основно образование во 84-та година, тоа беше во катастрофална положба. Го обновивме сега. Како држава, значи не вие како влада, ние како граѓани со средства. Не вие како влада, не ни подарувате вие ништо. Ги трошите нашите пари, моите пари, вашите пари, ако сакате, кои што ги плаќаме на име на даноци. Владата не поклонува на овие граѓани ништо. Управува со нивните пари, управува на лош начин, ги менаџира со лоши приоритети. Ако навистина сакаме да зборуваме за загриженост на граѓаните во општина Бутел, дајте да направиме булеварско решение да се поврзува општина Бутел со центарот на Скопје. Дајте на тие граѓани да им направиме 40.000 граѓани кои што живеат во општина Бутел поликлиника. Имате ли представа дека мајките во општина Бутел треба своите деца да ги носат надвор од границите на општината во Скопје? Зборуваме во Скопје, најурбанизираниот град во Македонија. Надвор од границите во општината затоа што нема поликлиничка заштита децата. За вакцинација не може да ги носат во амбулантите. Амбулантата во општина Бутел е изградена исто годиште, ви замолам да се можеме да се слушате, господин Ставлевски. Амбулантата во општина Бутел, значи не поликлиниката, амбулантата во населба Бутел 1 е изградена истото годиште кога е изградено училиштето за кое што зборувавте дека е обновено. 63-та година во монтажни бараки ги носат луѓето децата таму. Можете ли да сватите кога одат тие деца таму за да се лечат, настануваат, затоа што се монтажни бараките и веќе се повеќе од 50 години стари?
изборуваме за приоритети во трошењето. 6,7 милиони евра кошташе македонско село. Зе е празно. Немаме ништо таму. Ништо. Барем да вработетме еден човек, може да има еден вработен чувар. За кој што трошиме пари, нови, бидејќи ова не произведува ништо. Благодарам. Училиште ќе ги вложевме парите за Серава или за решавање на некој трет инфраструктурен проблем. Така да малку по-објективно треба да констатираме дека има простор и сега за подобрување, но имало простор и претходно за подобрување на користењето на средствата. Од друга страна, ако ги ставиме на хартија проектите што денес се реализираат, и покрај тоа што еве средства се издвоиле за Скопје 2014, за Македонско село и други проекти што вие сметате дека не се потребни или не требало да се вложат парите, и покрај тие проекти реализирани се десетици инфраструктурни проекти во секоја општина во Република Македонија. Училишта, улици, канализации, водоводи, и тие треба да имаат приоритет. Јас едно се согласувам, тие се најважните за граѓаните, но тоа не значи да не се реализираат други проекти кои што од други причини се значајни за државата. И во тој дел, во секој време сум подготвен со вас или со било кој друг член на СВСМ да дебатирам за која сакате општина во Република Македонија, колку проекти се реализирани во овој период кога ние одлучуваме за трошењето на средствата и колку се реализирани во изминатите 20 години, од кој еден добар период вашата политичка партија решавала за истото. Во овој период, значи, изградена е канализацијата во Радишани, еден дел, но 700.000 евра се за таа намена потрошени. Над 1 милион евра училиштето Живко Брајковски. 8-9 други училишта се реновирани. Средното училиште Зефлиш Марку, кој што е изградено и доградено, 142 милиони денари е само тоа. Свети Климент Охридски, Гоце Делчев, Панајот Гиновски, Петар Здравковски Пенко, 2 повеќе наменски игралишта, одвоени се средства за улиците во Љуботен и така натака и така натака. Излезете вие сега со одговор што и кои проекти беа решени во периодот претходно, па да видиме, да споредиме и да знаеме дали домакински се трошеле парите и дали навистина се водело сметка за интересите на граѓаните. Благодарам. Благодарам, господин министер. Со реплика се јави господинот Петри Шилегов. Поведете, колега Шилегов. За момент наистина помислев дека ќе имаме квалитетна дискусија. Меѓутоа, и помислев дека го слушам Зоран Ставровски со чоколадите, ама се вратите на Зоран Ставровски со лавовите, спомнегувајќи ги 10-те години и што било пред 10-те години. Да расчистиме една работа. Околу две работи согласивме. За овие 10 години, трошејќи наши невладени средства, оваа влада во општина Бутел изгради едно, со букви и со бројки, едно училиште и делумно, вие го потврдивте, изгради канализациона мрежа. Ако веќе зборувате дека за сите општини, изборна единица 2, каде што јас бев носител, например општина Куманово, излегува може би малку од мана се извинувам, меѓутоа кажете ми што тоа владата поддржала во овие 10 години во општина Куманово. Освен што поддржала блокада на сметка и тоа дадено од министерството со која што вие раководите за ДДВ што е спорно. Значи, би сакал да разговараме принципиално и би сакал да разговараме навистина одржливо. Не би сакал да влегуваме, овие се прецизни работи, тука и нема премногу простор за политички или политикански полемики, зависи кој како го гледа проблемот. Меѓутоа, она што е факт, за 10 години владење, да ги заборавиме 90-тите. Јас сакам да гледаме за едината. Тука сме за да работиме за едината на овие граѓани и на нашите деца. Моите и вашите подеднакво. Не да зборуваме за минатото. Ако сакате да зборуваме за минатото, ќе се вратиме, ќе зборуваме за минатото. Не бегаме од ниту една одлука која што сме донели како фундаментална, која што како Социјалдемократски сојуз, која што оваа држава ја етаблираше и дома, меѓутоа и во меѓународната кризата. Каде ја носите сега со поведението на ВМРО ДПМН во периодот по договорот од Пржино, вие подобро од мене знаете. И вам ви е многу подобро познато. Меѓутоа, пак сме ние тука, ќе оправиме таа работа, а не се секирате. Повеќе би сакал да зборуваме за конкретни работи. Оваа влада на ВМРО ДПМН во една од општините, пазете, која што традиционално гласачки е насочена кон вас,
на вашите поддржувачи, општина Бутел е приоритетно со гласачко тело наклонето кон ВМРО ДПМН. Нормално дека има граѓани кои што поддржуваат друго. Јас зборувам за општо зборувам, не зборувам одека за било кој. Меѓутоа, приоритетно на вашите поддржувачи. Ниту им изградивте пат. Има еден булевар што го проби, мислам дека беше за време на господин Трифун Костовски, началник, булевар Словенија, кој што ја поврзува овој дел од градот со Карпош 4, меѓутоа не со Карпош, не со центарот. Пак ви кажувам, 50 минути се патува од Бутел, кога ќе седнете во кола или од Радишани, до центарот, поминувајќи преку Јаја Паша и Бит Пазар, каде што немаме регулирана современа сообраќајница за движење. 4 километри од Карпош 4 до центар ги поминуваат луѓето за 5 до 10 минути. 4 километри од Бутел до центарот на Скопје ги поминуваат за 40 до 50 минути. За таков тип на приоритети спремен сум секогаш да разговарам. За дискусија од типот кој што кога направил, исто така сум спремен да разговарам, меѓутоа мислам дека нити е времето, нити е местото тука да го зборуваме тоа. Спремен сум да го разговараме, ако сакате да разговараме. Повторно ви напоменувам, немојте да одиме десетици други проекти. Кажете ги проектите. Нема. Има едно училиште и половина изградена канализација. Тековното одржување на училишта не е изградан инфраструктурен објект, не е решање на проблем. Ве враќам повторно назад. Одбивте веќе амандман за изградба на поликлиника во општина Бутел за 40.000 граѓани, поддржувачи на ВМРО ДПМН, на Социјалдемократска социјална Македонија, на ДУИ, на ДПА, на сите политички партии. 40.000 граѓани во центарот, во Скопје, во најурбаното место во Македонија, немаат поликлиника. Побаравме 1 милион евра да започне изградбата на тој објект. Го одбивте. Пред 2 дена го одбивте. Можете ли да замислите дека во Скопје имаме населено место каде што луѓето не можат да гравитираат и да побараат минимална заштита здравствена? Освен основната, зборувам. Освен основната. Така што разгледајте ги повторно приоритетите. Можете сега да го одбиете амандманот, меѓутоа можете да го прифатите на пленарка кога ќе дојде, кога ќе го расправаме овој амандман. Тогаш би сакал да разговараме малку повеќе со фактите и малку повеќе со грижата за приоритетите. Вам очигледно дека и го проектиравте целиот буџет и грижата вам би се изборите, не приоритетите на граѓаните. Затоа што имаме класичен изборен буџет, меѓутоа тоа ќе го збориме на пленарна седница, не сега. Сега зборуваме за една конкретна работа. 40.000 луѓе живеат во населба која што нема уредено речно корито, нема изграден колекторски систем, Пова река е дива, ја поплавува Пова населба Бутел во долниот дел. Сте живееле таму, знаете за каде зборувам, за расадникот према Тетевска трошарина. Значи тука го поплавува тоа подрачје. Земјоделците кои што има земјоделско земјиште наводнуваат од река која што во себе има шут, тврд отпад и фекалии заради неизградениот канализацијски систем. Таквата вода влегува во река Вардар и оди по течението. Кој све црпи од река Вардар вода за наводнување во Повардарието? Мислам дека знаете, цело земјоделие од таму влече вода, или системите за наводнување се таму. И на крајот на денот луѓето таму немаат место каде што може да направат нормална прошетка. Тоа се приоритети на граѓаните на Република Македонија. Благодарам, колега Шилегов. Колеги, расправата по овој амандман е во тек. Прв за збор по овој амандман се јави колешката Весна Дамчевска Илиевска. Повелете, госпожа Илиевска. Благодарам. Јас би сакала да се обратам на делот на дискусијата на колегата Шилегов. Секако дека како пратеник од Бутел навистина би сакала да слушам и конструктивни предлози од сите граѓани, па и од моите колеги кои што живеат во Бутел и кои што се интересираат за иднината на Бутел, но не смееме да го маргинализираме тоа што е направено, а не би сакала воопшто да се навраќам на она
на минатото и да ги подсетувам и граѓаните и да се подсетувам и самата себе си ништо се поминало во периодот кога навистина Бутел беше една типична, да речам, повеќе рурална средина отколку урбана, иако колегата сега спомна два пати, еднаш кажа дека е најурбана, а па потоа кажа дека не е најурбана. Секако дека треба да имаме еден конзистентен однос кон состојбите во Бутел. Јас живеам таму и сум ги почувствувала сите благодети и како човек кој што бе вклучен во процесот на реализацијата на одредени проекти, но и како некој кој што сега е заинтересиран за да ги сослуша проблемите и потребите на сите граѓани. Значи, како пратеник, постојано сум во контакт со луѓето од Љуботен, Љубанци, Бизбегово, од селото Радишани, од местото каде што колегата го спомна, гај реката Серава. Значи, има еден дел од Кучевишка бара кој што припаѓа на општина Бутел, за кој што имам информации од локалната самоуправа во однос на чистењето на реката Серава, дека секоја година редовно се чисти течението на реката Серава. Значи, зборувам за делот кој што припаѓа на општина Бутел, бидејќи дел од Кучевишка бара, поголемиот дел припаѓа на општината Чучер-Сандево. Но секако дека тие се наши граѓани, ние не смеме да ги двоиме дали се од припадници на една или на друга општина, сите живеат и го споделуваат заедничката судбина, но јас како пратеник во мојата канцеларија сум примила бројни жители кои што не само да се сослушани и така да сме заминале, туку и сме ги посетиле, постојано сме на терен со граѓаните и ги посетуваме и оние реализирани проекти кои што во изминатиот период ги реализирала владата на Република Македонија во соработка со локалната самоуправа, но и она што останува како предизвик и како приоритет, секако дека е преточено од наша страна како барање до соодветните институции и сите тие нивни барања на граѓаните си го наше своето место и во овој буџет кој што е планиран на основа на реални потреби и можности. Се разбира дека сега јас ќе станам популарна и на вистина да биде поинтересно, можам да кажам некои суми кои треба да се упатат од буџетот на Република Македонија во Бутел, но свесна дека буџетот е планиран на основа на можностите и дел од буџетот е планиран и дека постојат и други извори на средства со кои што ќе се реализираат одредени барања на нашите граѓани, секако дека и понатаму продолжуваме во насока на поддршка на нивните барања и на вистинските потреби, бидејќи и јас лично живеам таму во општина Бутел, но и ја чувствам силната одговорност да ги пренесувам редовно нивните барања до соодветните институции. Уште нешто сакам да напоменам во однос на маргинализирањето на вложувањата во образованието. Мислам дека не е во ред. Знаеме како, јас бев раководител на училиштето Живко Брајковски и наидов на училиште во кое што навистина со чадори се седеше во училниците кога имаше настава, но денеска е едно од најмодерните училишта во Република Македонија, каде што учат ученици од повеќе етнички заедници и кое што е бренд и пример за меѓуетничката интеграција во Република Македонија, зашто и имаме и благодарница од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Но тие убавите работи можеби потешко патуваат, повеќе некои непопуларни информации може повеќе да се прошират. За жал таков ни е можеби менталитетот, но јас искористив приликата дека не можеме да го подценуваме тоа што било вложувано и во другите основни училишта во однос на реконструкција, која што значи реконструкција на санитарни јазли, која што е од исклучителна важност и може да се увери секој од граѓаните знаат што се е направено. Јас не сакам да бидам адвокат на локалната самоуправа или на било кого, но фактичката состојба и она што е реализирано на вистина и што може да се почувствува. Тоа не значи дека тука треба да се запре. Значи, јас кажав дека моите
согледувања како пратеник ги имам упатено и дека голем дел од тие согледувања во однос на и населеното место Визбегово ќе го спомнам, ќе ги спомнам и населеното место Ферит Байрам, Скопје Север, значи сите населени места каде што има потреба од дополнителни вложувања се дел од она што значи на тамошна реализација со поддршка од буџетот, но и барање на средства од донатори кои што и од сопствените средства на локалната самоуправа. Јас само сакам да набројам неколку од реализираните активности кои што молам. Значи, нема проблем. Јас имам право да си го кажам своето мислење, бидејќи вие сакате да... Колеги, не довикувате од место. На еден навистина начин кој што не ни доликува како пратеници, мислам дека треба да се сослушаме. Јас го слушав колегата Шилегов со внимание и го почитувам неговиот интерес за општина Бутел. И навистина не би сакала ниту да дофрлам, ниту да повредувам некој кој што мисли поинаку различно од мене. Тоа, впрочем, не ни доликува, нас не гледа целата јавност и треба сите да учат како треба да комуницираат и да бидеме толерантни на различност во мислење и искажување. Може би вие не се согласувате со моето размислување, но би требало да ме удостоите со внимание, а не со дофрлување и непријатни информации. Значи, она што го имам како информација е реализирање на активности околу улицата Ферит Байрам, стојалиште за автобуси на последна 19-ка, санација на тротоари на улица Радишанска во должина од 680 метри, потоа улица Александар Ударевски, кружен тек на улица Бутелска, Боса Иванова, атмосферска канализација на улица Александар Ударевски, улица Цетинска, во село Љуботен дел, изградба на кружен тек на улица Лазо Трповски и втора македонска бригада, резервоарна за вода во дел од Кучевишка бара, фекална канализација во дел од село Љуботен и село Љубанци, реконструкција на улицата Радишанска, прва и втора фаза асфалтирање плюс атмосферска и фекална канализација. Значи, тоа се дел од проектите и реконструирањето на сите основни училишта, потоа имаме реконструирање на сите градинки, односно една градинка која што има повеќе клонови, но во тек е изградба на нова градинка во Радишани, која што ќе значи и опфаќање на нашите деца кои што треба да си го најдат своето место во тој дел од нивните потреби. Јас не велам дека тука треба да заврши, напротив, како пратеник многу жестоко се интересирам и постојано сум во комуникација и со нашата локална самоуправа и со соодветните министерства и понатаму ќе продолжам да се интересирам, бидејќи приоритетите на граѓаните се и мои приоритети и приоритети на владата на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам, господја Весна Дамчевска-Илиевска. На вашиот одговор за овој амандман реплика зема колегата Петри Шилегов. Поведете, господин Шилегов. Ке се потрудам, господја Дамчевска, да бидам на линија на она што е тема на дневниот ред. Нема да сакам да дозволам да прошириме расправата. Ако сакате, ке збориме. Ке читаме и бомби, ке расправаме за криминали, за секе збориме. Надвор темата. Јас со тоа немам проблем. Вие имате проблем. Знаете зашто ве болат вас бомбите? Зашто вие знаете што сте правеле, ама не знаете колку ние знаеме. Тука не можам да ви помогнам да избегате сами од сега. Тоа не можам да ви помогнам. Него не да разбрав што го фали на амандманов. Што го фали на амандманов? За него не зборувавте. Што кажавте вие за овој амандман? Зошто овој амандман нема да го поддржите како пратеник од општина Бутел, директор на училиштето поранешно за кое што викате, и вие ќе гласате против овој амандман? Што му фали на овој амандман? Зошто мислите дека граѓаните на општина Бутел не треба да добијат колекторски систем на река Серава, дека коритото на река Серава не треба да се исчисти и дека не треба да се направи една трим стаза околу него?
Зошто мислите или ќе мислите во иднина дека во општина Бутол треба да нема поликлиника? Кога бевте директор на училиштето и кога ги носете децата на систематски во амбулантата, не ви беше страв дека ќе се заразат или ќе се настинат? И ќе зборувате овдека за бекатонирани стази и тротоари, што ги направил тамошниот градоначалник, не сакам да споменувам имења, што е негова основна дејност. Зашто го бираат граѓаните? Немојте да се фалиме за тоа дека некој градоначалник направил тротоар или асфалтирал улица. Па зашто е избран? Од дома ги носи парите? Ги поклања на граѓаните? Или општината гласа буџет, гласа програма за реализација и мора да ги реализира тие работи? Ајде зборувате за нереализираните усвоени програми во општина Бутол, кои што општината или советот на општината ги гласа секоја година. 95% од тоа што го има изгласано не го реализира. Направите кружен тек кој што го споменате, кој што го затна сообраќајот. Нерационален, тесен, непрооден, непроточен. Луѓето таму на тој кружен тек подобро да имаше семафори, барем ќе знаеа кога има редот, сега нити знаат колку има редот, а наутро кога одат на кај работа или попладне кога се враќаат од работа, по 10 минути се чека на кружен тек. Големото достигнување. Се научивте кружни текови да градите низ Македонија. Кај треба, кај не треба, напред кружен тек од испоменичу средина. Затоа ли? Затоа ли? Значи, немојте да ги зборуваме работите паушално. Ако сакате да правиме паушални муабети, можеме да разговараме паушално до утре. Овдека барем можеме да зборуваме до вторник, додека завршат овие 10 дена на оваа комисија, паушални муабети ќе лупаме колку сакате. Пак директно да прашувам, што му фали господин Муковски? Ќе ја молам да ја дискутирам. Гледате си фармите таму. Што му недостасува на овој амандман и зошто вие као пратеник од општина Бутел сметате дека не треба да биде уважен? Благодарам, колега Шилегов. Контрреплика, колешката Весна Дамчевска-Илиевска. Повелете. Благодарам. Јас не сум навикната со таков вокабулар и воопшто не се плашам кога некој лично ќе ме навредува или ќе упатува некои навреди кои што апсолутно не држат вода. И не сакам ниту да се расправам со колегата за некои наводи кои што ги наведува и кои што исто така немаат врска со амандманот. Јас конкретно кажав дека за реката Серава постои програма која што се реализира секоја година и воопшто не сум против активностите кои што се опфатени, но сум за тоа дека навистина постојат планирани средства со кои што ќе се реализираат и тие се внесени во рамки на програмата на општина Бутел кои што ќе се реализираат до крајот на мандатот на градоначалникот и понатаму ќе се продолжи со реализирање на тие активности. Значи никој не може да биде против изградба на нешто што има потреба, но треба да бидеме реални, објективни и да видиме дека делови се планирани во буџетот, а дека делот тоа што го содржи амандманот веќе се реализира со програмата на општина Бутел. Значи за тоа имам сигурни информации кои што може да ги провери и колегата доколку е во комуникација со локалната самоуправа. Лично и конкретно, значи не смееме да изнесуваме лажни информации и да дефилираме со некои податоци кои што не се во согласност со реалноста. Благодарам. Благодарам јас. Колега Шилегов, одите со втора реплика. Повелете. Навистина не знам каде се осетивте навредени од мојата реплика на вашето излагање. Навистина. Ако се навредите со тоа што кажав дека како пратеник на владачката партија нема да го поддржите амандманов, да. И ќе ве вредам така, нема проблем со тоа. Затоа што амандман кој што е неопходен за решавање на животни проблеми на граѓаните на општината, без оглед за кого поддржуваат или за која политичка структура се, за мене е прифатлив. Би ве замолил, бидејќи имате можност овдека да речам да употребите и дел од извршните институции во нашата држава, од владата, од Министерството за финансии, да ми посочите еден
проект предвиден во буџетот за 2016 година, кој што ќе се реализира со помош на централната власт на територија на општина Бутол. Еден. Би ве замолил да ми кажете зошто не сакате да го прифатите овој амандман. Би ве замолил да ми кажете каде ве тоа општина Бутол го решава овој проблем. Со носење на програми, каде започнала она со било какви активности за решавање на овој проблем. Пак ќе ви кажам, ставањето работи на хартија, ова ќе направиме, она ќе направиме, вака ќе биде, така ќе биде, не се работи кои што ги решаваат проблемите. Може да ви послужат вам како пратеник, овдека да вршите ефтин политички маркетинг пред граѓаните и да им кажувате колку убава ќе им биде иднината и што све нема да им изгради оваа влада. Меѓутоа, фактот дека вие нема да го поддржите овој амандман како пратеник од општина Бутол е факт. Вие ќе гласате против. Фактот дека е потребно да се уреди ова е исто така факт. Факт дека за овој амандман, би ве замолил да ме слушате, вам ви реплицирам. Факт дека за овој амандман предлагам како пратеник, би бил најсреќен да се приклучите на овој амандман, така ќе ја градиме иднината. Предлагам како пратеник 20 милиони денари. Што викаат на пазариве, во наши пари кажано 330.000 евра. Од вкупно 3 милиарди колку што се предвидени со овој буџет. 230.000 евра за 40.000 граѓани на општина Бутел. За да решиме еден комунален, еколошки и урбанистички проблем. И не реков дека општина Бутел е најурбанизирана општина, кажав дека е Скопје најурбанизираното место за живење, а општина Бутел, како дел од Скопје, нема довршена атмосферска и фекална канализација, нема поликлиника, има изградено едно училиште и еве одбивате да имаме еден колекторски систем. Благодарам, колега Шилегов. Нареден за збор по овој амандман е колешката Владанка Вировиќ. Повелете, господја Вировиќ. Благодарам, господине председавач, почитуван колега. За мене овој амандман е неприфатлив. Моите причини за кои што ќе гласам против овој амандман се следниве. Значи, во општината Бутел има изградено колекторски систем и комплетно целата населба, почнувајќи од бензинската пумпа до Љубанци, во мрежа од 25,3 километри, значи комплетно сите села од Свети Наум, од селото Радишани, од населбата Радишани, 10.000 луѓе добија нови приклучоци. Проектот кој што беше за колекторскиот систем на општината Бутел се одлучи да се приклучи на градската мрежа на град Скопје. Овој проект се реализира во висина од 2,1 милиони евра. Завршено е, се градеше 7,5 години. Ја не знам кога сте биле во општина Бутел последен пат. Значи, дадени се средства, 70% ги обезбеди локалната самоуправа, 30% се обезбедени од буџетот на Република Македонија и тоа се во реализирани проекти. Еве ви една причина повеќе да верувате дека и градоначалникот, меѓутоа и локалната самоуправа на општина Бутел се грижи за општината. Вие знаете ли колку е тоа тешко и затоа толку беше долга изградбата на мрежата каде што се собраа и фекалните и атмосферските води и да се дојде до приклучок до граѓаните на општината Бутел во урбанизиран дел каде што требаше да се обезбедува и пренасочување на сообраќајот, меѓутоа потоа се изградија и улиците и потоа она што за вас може би е неприфатливо и тротоарите и сета придружна останата интервенција околу инфраструктурата е комплетно завршена. Зошто не сум за колекторскиот систем онака како што го предлагате во износ од 20 милиони? Затоа што првен остана уште еден дел од општина Бутел кој што не е покриен со ваков колекторски систем, тоа е Кучевишка бара и таа припаѓа на општина Чучер Сандело. Не знам колку сте во тек, меѓутоа ние имавме дебати по однос на тоа прашање. Општината Чучер го изготви проектот, има две варијанти. Едната варијанта е приклучување кон на истиот принцип како и целата општина Бутел,
кон градската мрежа, а вториот начин е доколку се обезбедат средства преку ИПА фондовите или преку наредниот буџет, да се обезбеди комплетен нов систем за собирање на фекалните атмосферските води. Голем зафат е, таму има многу градби кои што се диви, има и земјоделско земјиште и тоа кошта многу повеќе од 20 милиони кои што ги предлагате, бидејќи самата река Серава во должина од 6 километри и вие сигурно доколку сте биле знаете дека 1 километар од оваа река е веќе комплетно завршено. Таа кошташе околу 10,3 милиони денари, завршено комплетно со подпорни ѕидови, со комплетна инфраструктура во тој дел. Остануваат уште 5 километри за да може да се среди тоа речно корито и ако 1 километар кошта 10 милиони денари, тоа се средства кои што се обезбедија и од локалната самоуправа, меѓутоа се обезбедија и од средствата од планскиот регион на град Скопје, на кој што општината припаѓа, и се обезбедија исто така средства од фондот за патишта. Сега, останатите 5 километри ќе коштаат уште многу повеќе од колку што кошта овој првиот дел. И не се сложувам со фактот, ви повторувам, појдете, видете, реката Серава веќе е исчистена, таа има и риби во себе, таа не е загадена. Можете слободно да појдете и да видите што е се направено таму, не знам од кога не сте биле во овој дел, и она што го барате во вториот дел, трим патека, а не може да се направи трим патека, затоа што овој првиот дел, уште во должина од 5 километри, треба речното корито да се среди. Ќе се сложите дека тоа сигурно бара и средства. Ако кошташе колекторскиот систем, следете ме внимателно, мислам дека е коректно да се сослушаме, ако овој дел од инвестицијата кошташе 2,1 милион евра, ќе се сложите дека ќе треба исто така дополнителни вложувања, кои што како локалната самоуправа преку фондовите, така и преку буџетот, како што се реализира и понатаму ќе се реализираат. Значи, ова вие што го барате е можеби најскапата варијанта, меѓутоа и тоа е само 1/10 од средствата кои се потребни. 20 милиони не ја вршат таа работа која што ја предлагате за колекторски систем. Повеќе можеби ќе се определат на варијантата во проектот на втората варијанта за исто така приклучување на овој дел од општина Бутел, а тоа е приклучување кон градската мрежа. Треба, значи, да бидеме трпеливи, да видиме кој од тие проекти ќе се одбере и ќе се сложите дека и јас лично се сложувам, бидејќи сум во втората изборна единица, час поскоро Чучер Сандево, не Бутел, значи Чучер Сандево е општината која што ќе ги затвара овие работи, кој што ќе ги реализира како проекти, и се надевам дека исто како и вие во најскоро време ќе се утврди и проектната документација колку ќе чини тоа, меѓутоа бидете сигурни дека 20 милиони нема да служат за ништо и сметам дека таков износ е паушален кој што нема да ја заврши ни мал дел од работата. Ни мал дел од работата. Прво да ги видиме проектите на кои ќе се одлучат, да се оформи финансиската конструкција, и јас прва ќе гласам сигурно и ќе ја следам будно работата како и вие за општина Бутел, за општина Чучер Сандево, бидејќи таму има многу наши жители, граѓани кои заслужуваат да влезат и тие во проектот. Иначе останатиот дел од Бутел, немојте да кажувате дека нема колекторски систем. 100% од граѓаните се приклучени на овој колекторски систем. Изработен е во функција, десетици илјади граѓани се приклучија со нови приклучоци. Ви ги кажав цифрите и сметам дека не е коректно да се каже дека општина Бутел нема ништо направено, дека тоа што е направено е недоволно. Сметам баш дека обратно за општина Бутел. И последно што ќе го кажам, она со кружниот тек, мислам дека е добро решение во споредба со претходното решение, бидејќи кога беа деновите, кога ние од Скопје одевме на гробишта за да ги посетиме, особено за деновите на кои што вообичаено ги посетуваме мртвите на гробиштата на Бутел, се формираше колона од 1 километар, не знам дали сте биле во тие денови. Сега, бидејќи сум била и после тоа,
растерите не сообраќајот, значи растерите не сообраќајот, верувајте дека не се создаваат такви колони, не знам дали одите, не знам дали сте биле и во раните утрински часови, не знам, мислам и дека не е ни моја работа да знам, меѓутоа тој кружен тек со спојувањето на главната улица на општина Бутел и гробиштата од друга страна го растерети тој огромен проблем што го чувствувавме сите, особено во деновите кога беше задушница и останатите денови и кога седевме по 2 до 3 часа во колона и чекавме сообраќајната милиција да ни даде знак како да пројдеме и од која страна да пројдеме. Сега такви големи чекања нема. Мислам дека е коректно да се каже и тоа и дека тој кружен ток за таа во тие услови си го постигна својот ефект, дали тоа сега ни се допаѓа или не, тоа беше единственото можно решение за растеретување. Со претходното решение со семафори навистина беше многу тешко да се реализираат сите овие потреби на граѓаните и на Бутел, меѓутоа и на Скопје како град кој што има потреба таму да оди. Благодарам. Благодарам на колешка Вировиќ. На вашиот одговор за реплика се јави колегата Петре Шилегов. Поведете, господин Шилегов. Ке ви простам што се обидувате да ме подценувате. Јас сум растен во Бутел. Ке ви простам што се обидувате да ме подценувате, напоменувајќи ми 10 пати во текот на вашиот говор кога последен пат сум бил во Бутел. Јас сум растен во Бутел. Вчера бев последен пат во Бутел. Целото детство ми е таму поминато. И ако добро ја познавате конфигурацијата на теренот, тогаш ќе разберете зашто ви зборувам и внимателно ќе молам да го прочитате амандманот. Се бара регулација на речното корито од потегот на река Серава од село Радишани до почетокот на општина местната заедница Живко Брајковски или популарно бутелчани го викаат тоа до кај Коцката, до мостот на Коцката. Инаку во овој дел во местна заедница Живко Брајковски, во делот на Бутел 1, регулирано е 60-тите години, тоа корито и така стои. Тоа е полно со шут, тоа е полно со цврст отпад. Во потегот за кој што бараме средства за регулација, тоа е од село Радишани до местна заедница Живко Брајковски, треба да знаете, никој не кажа имање или немање колекторски систем или изградба. Јас кажав за тој потек изградба на колекторски систем. Значи не е дека нема или има колекторски систем во општина Бутел и се бара отпадните води кои што жителите од село на потегот од село Радишани до местната заедница Живко Брајковски, иначе во Живко Брајковски има постои канализација. Нема потреба од колекторски систем, да не се лажеме. И овој амандман не се однесува на тој дел. Не се однесува на тој дел. Овој се однесува малце погоре. Река Серава иначе е подолга река, избира во Скопска Црнагора и се така, значи не е 6 км, туку е баги повеќе. Сакам да ви кажам да не ги мешаме тезите кога мешате што е изградено, како е изградено и што не е изградено. Бараме регулирање на потекот околу 1,5 км, не повеќе, со овој амандман и вие сами кажавте во вашето излагање дека за колекторскиот систем биле потрошени 2,1 милиона евра и се градел 7,5 години. Тоа беа ваши зборови. Значи годишно се издвојувале околу нешто помалку 300.000 евра за таа работа. Со ова се бара 350.000 евра и толку околу износите и парите. Дали ќе стигнат или нема да достигнат или ќе влезат во некоја наредна буџетска година за целосно довршување на проектот е работа која што ќе можеме да видиме кога ќе почнеме да го реализираме овој проект. Иначе, што се однесува до жителите на општина Бутел конкретно, бидејќи за тоа расправаме. Може да збориме и за Ѓорче Петров, од кој што вие доаѓате, што било, како било, ќе зборуваме кога ќе дојде ред и за таму и кои се и вашите залагања и што е направено. Факт е дека тие 40.000 граѓани се заборавени од оваа област, централна. Факт. Можете да зборувате што сакате. Тие луѓе немаат амбуланта соодветно, немаат поликлиника, немаат улица до која што може да дојдат. И бидејќи не го познавате Бутел,
Приодот со кружниот тек кон кој што се оди кон градските гробишта Бутел никогаш немал семафор. Беше обична раскрсница. Семафорите се малце погоре од подвожњакот. Меѓутоа, тој кружен тек е толку непрактичен и непрооден и прави реални проблеми. Вие не можете да знаете. Не можете да знаете, бидејќи самите кажувате дека не сте, Бутел не сте таму. Јас таму имам пријатели од детството кои што го патуваат тој пат секој дневно. Некогаш и јас лично се уверувам на непроточност и катастрофално решение на кружниот тек. Намената на кружниот тек беше да се прикаже дека нешто као се работи и по можност да отвориме простор за едно спомениче да ставиме во општина Бутел. Ништо друго. Тој не реши никаков проблем на граѓаните од општина Бутел и од Радишани кои што говорат тој пат секојдневно. Ви напоменувам, господја Вировиќ, дека граѓаните од Радишани од Бутел кои што го користат тој кружен тек каде што заглавуваат 10 минути, тие 10 минути се дел од тоа патешествие за да стигнат до центарот од Скопје кој што трае 40 до 50 минути. Можете ли да замислите дека дел на граѓани од Скопје, 40.000, тоа е некаде 7-8% од граѓаните на Скопје, до центарот на Скопје патуваат 40 до 50 минути. Изборуваме за приоритети. За каков приоритет зборуваме? Зашто ни се овие договорни услуги во висина од не знам колку милиони, милиарди денари во овој буџет? Ако не можеме да направиме со не повеќе од 10 милиони евра, да инфраструктурно го решиме проблемот на овие граѓани. Да ви напоменам дека во општина Бутел нема централно грејење. Нема гасовод. Половина населба нема канализација. За какви приоритети разговараме? За какви приоритети разговараме овдека? И повторно не можам да разберам што му недостасува на овој амандман што нема да го поддржите. Да го започнеме проектот. Може би со 20 милиона ќе се заврши со домакинско работење, без провизии. Може би ќе го завршиме со 20 милиони евра. Ако не го завршиме со 20 милиони, ќе му додадеме другата година уште 10. И ќе го решиме проблемот на граѓаните. Тогаш ќе го решиме проблемот на граѓаните. Дали се разбираме? Ви благодарам, колега Шилегов. Многу кратко, почитувам колега. Јас ги изнесов сите аргументи. Граѓаните на Бутел знаат што е направено, знаат и што не е направено. Знаат колку локалната самоуправа во овие години направи и не се сложувам со вас парцијално да ги решаваме проблемите како што вие предлагате. Значи, регулацијата на речното корито Серава е отпочната. Колекторски систем, сметам дека не е издржано решение. Не знам како вие го моето размислување сега го пренасочувате на Ѓорче Петров, де јас не сум била во Бутел. Вие кажавте имате пријатели во Бутел, јас имам и сестра, и зет, и роднини, и скоро секоја недела го посетувам Бутел. Не е точно дека заради кружниот тек 50 минути се патува од Бутел до центарот, тоа само паушално го кажувате, ама тоа е тоа. Точно ги знам сите семафори, точно знам кај се наоѓаат сите објекти, точно знам кои се направени објекти, точно знам кои улици се реновирани, направени, точно ги знам сите места кои што вие ги набројавте, ама дел од нив и не ги набројавте. И ве убедувам дека со решението кое што беше завршено и траеше поприлично многу заради конфигурацијата и жителите, бидејќи едно е да се гради на дел кај што не е урбанизиран, друго е кај што е урбанизирана населба. И сметам дека и понатаму разликата во правењето конкретно, значи за колекторскиот систем кој што ги поврзува граѓаните на општина Бутел е капитална инвестиција за овие граѓани, и дека тие се задоволни од целокупната инвестиција и начинот на кој што се направи тоа, се направи со средства и од општината и од буџетот на Република Македонија. Повторувам дека тоа е голема инвестиција за една општина и понатаму се издвојуваат средства, 10 милиони веќе е завршено делот на регулацијата на 1 километар од реката Серава, постојано се чисти и понатаму ќе се дорегулира 5 километри кои што остануваат заради тоа што
висината на средствата кои се бараат се многу поголеми од она вие што го предлагате. Трим патека се прави само на точно регулирани корита, што во моментов не е завршено и нема начин како таа трим патека да се направи пред да се заврши регулацијата на речното корито. Значи, граѓаните се тие последните кои што ќе си го кажат зборот. Ние може се да кажеме овдека, меѓутоа на крајот на денот, кога ќе се сумираат сите резултати и се што е постигнато, навистина граѓаните на Бутел ќе си го дадат своето мислење. На крајот на денот ќе се види кој придонел, со какви проекти, што се реализирало, дали општината се развива, во кој насоки се развива и дали се тие средства доволни. Мислам дека 20 милиони се недоволни средства, воопшто не се адекватно предложени, воопшто не се адекватно, нема соодветно решение според она што вие го предлагате, треба да имате проект. Јас ви кажав дека општината Чучер Сандево го работи проектот, на крајот ќе видиме врз основа на тој проект за која варијанта од тие две ќе се одлучи и се надевам дека сите граѓани во Бутел и Кучевишка бара и останатите делови кои што и вие ги набројувате, на крајот ќе си го добијат своето заслужено и општината Бутел ќе биде една модерна населба, за тоа треба и време, за тоа треба и пари и во буџетот на општината и од страна на буџетот на Републиката се издвојуваат доволно средства. Благодарам. Колега Петре, имате по втор пат за реплика. Повелете. Мене, господи Давирович, би ми било срам да го кажам ова што го зборувате. 10 години сте пратеник на Социјалистичка партија во Собранието на Македонија како дел од владеачка коалиција. 10 години сте имале можност да се борите и изборите што во амандманска, што во владина постапка и процедура, овој проблем да биде заборавен како таков. И повторно, немојте да ги мешате Чучер Сандево, да ја споменете затоа што доаѓате од Војка, со општина Бутел. Затоа што потегот за кој што зборувам е 3 километра од Чучер Сандево. Нема врска со Чучер Сандево. Река Серава со него нема допирна точка. Да се разбереме о некои основни работи. Регулацијата на коритото во должина од некаде околу 1,5 километар ја нема. Ако се изрегулира тоа, горе на регулираните делови се создава можност да бидат многу ефтини, така речи, без пари, заради самото корито што е регулирано, трим патеките и трим стазите кои што можат да им служат на граѓаните. Регулацијата на речното корито ќе оневозможи дивите приклучоци, односно тоа не се ни приклучоци, значи дивото isfрлање на фекални води во самата река, бидејќи ќе се регулира со коритото. Луѓето ќе го најдат решението во изградба на канализациона мрежа, која што таму е започната, не е завршена. Ако им ја завршите, луѓето фекалната вода нема у река да ја пуштаат, не се работи, тоа е проблемот. За потреби маркетиншки направивте дел пред локалните избори од канализационата и атмосферска канализација во општина Бутел и застанавте. Не се работи, да не се лажеме, ама ништо не се работи на лице место. Повторно ви кажувам, можете да мафтате со рака колку сакате и како сакате. Јас знам дека ве боли вистината. 10 години седите во овие пратенички клупи, не сте нашле за сходно да за реализација на ваков фундаментален проект за тој дел од населението таму се изборите за 2 милиона евра. Нека ви служи вам на чест.